Од областта на издаваштвото во културата ни стигнува една нова вест која не радува деновива. Тоа е основањето на фондацијата Славко Јаневски, која меѓу другото ќе се занимава и ќе ја продолжи традицијата на доделувањето на наградата на Утрински весник Роман на годината. Оваа награда, како највисока вредносна и исклучително релевантна награда книжевна во нашата земја, ја доделуваше Утрински весник 18 години, за таа да не згасна. И при тоа да се направат уште неколку проекти кои ќе бидат од голем национален интерес. Основачите и иницијатори на оваа фондација се повеќе имена, но од Звездан Георгиевски, како главен иницијатор и организатор на фондацијата Славко Јаневски, па ќе ни каже нешто повеќе за тоа. Таа постои цели 10 дена. Да, 10 дена тука некаде, официјално формирана. Инаку разговорите околу оваа фондација почнаа брзо од кога згасна Утрински весник. Бидејќи, кој што рековте, сметавме дека ако веќе згасна весникот, дека едно од неговите најдобри наследства, најголеми наследства е Рома на годината и дека ќе биде навистина штета таа награда која создаде една традиција и создаде еден свој имидж да пропадне. Значи, главната иницијатива беше поради наградата, да се спаси наградата. Да. Значи, иницијатори на фондацијата се основачите на Утрински весник, Бранко Тричковски, Ерол Ризаов, Манчо Митевски, Љупчо Поповски и јас како прв уредник на културна рубрика и исто како еден од иницијаторите за оваа награда. Тука се разбира Катерина Богоева, која е практички последниот уредник на културна рубрика и последните 4-5 години член на жири од Утрински весник во оваа награда. Името Славко Јаневски, покрај значењето на Славко Јаневски за нашата литература и култура, го дадовме поради тоа што е тој автор на првиот македонски роман и мислевме дека е најсоодветно оваа награда да го добие неговото име. Ние веќе имаме постоење на вакви фондации. Едната е Небрегово за Блаже Коневски, другата е Македоника, третата е фондацијата Трифун Костовски. Ова е веројатно четврта фондација од ваков тип? Веројатно има и уште некоја, јас не можам да се сетам во овој момент, али мислам дека има повеќе фондации. Небрегово е фондација која е стрикно задолжена за чување на ликот и делото на Блаже Коневски. Фондацијата Славко Јаневски нема да биде истиот случај. Мислам, секако дека ќе се грижиме за творештвото на Славко Јаневски, за неговото дело и за неговото наследство, бидејќи Славко Јаневски е, како да кажам, еден ренесансен уметник. Иако ние го знаеме најмногу како литерат, како писател, тој е сликар, тој е карикатурист, тој е основач на Остен, тој има сценарија за стрипови пишувано доста. Така, многу повеќе за ова ќе се задржиме, би сакала сега да се обратам на Катерина Богоева само кратко, како уредник на културна редакција. Значи, како се чувствуваш ти после се пропаѓањето на Утрински весник, пропаѓањето еднотивко пропаѓање на културната дейност преку културните рубрики што се случуваше во континуитет и конечно згасна, ако се согласуваш. Дали сега добиваш некоја нова желба, нов импулс дека можеби нештата може и да се исправат? Па за мене ќе го вложиш целиот твој минат труд, кој е огромен. За мене оваа иницијатива која што потекнува од колегите, од бившите мои колеги од Утрински весник, значи многу. Значи една верба дека некои работи не можат да згаснат, како што е оваа награда, која што стварно беше бренд на Утрински весник, беше препознатлива за самата културна редакција, за културната рубрика и за весникот. Меѓутоа, она што е исто така многу важно е што имам во изминатиот период од како згасна Утрински, изминатите 6 месеци, има можност да видам какви се реакциите и кај издавачите, и кај младите и старите автори на тоа дека некои луѓе зборуваат низ градот дека повторно ќе има Роман на годината. Таа приказна, таква урбана, не е само скопска, таа е приказна која што е битна и за целата држава, и за авторите од целата држава, и за издавачите. И мене ми е драго што луѓе од различни и политички определби, се
писатели кои што поминале низ роман на годината, добиле, не добиле награда, не е важно, што исто така позитивно реагираат и те охрабруваат, не се секирајте, сигурно еден ден повторно ќе се врати роман на година. Се враќа со оваа иницијатива веќе гледаме последен добитник беше Давор Стојановски, така. Да, Давор Стојановски, младиот автор со многу добар роман и со многу добра реакција и кај јавноста и по старите колеги, негови писатели, знаете, и воопшто, луѓето што следат култура. Имаше многу добра реакција и од тогашните донатори кои што излегоа во пресред и банките кои што помогнаа да они го ја добијат, нели, наградата што не е мала, 150.000 денари, толку чинеше наградата цело време. Во почетокот Звездан, ќе ви каже, беше малку помала, меѓутоа долги години наназад, повеќе од 10, таа е 150.000 денари, што на пример беше изненадување и за авторите од другите држави околни. Например, со Ѓорги Господинов правев интервју, помина Петар Андоновски, ја му кажав дека он е тој кој што ја доби, колку чини кога кажав, рече, стварно весник дава такава награда, во Бугарија немаме такво нешто, еве. За споредба. Што е исто големо охрабрување за авторите, не само за младите, битно им е и на старите, бидејќи знаете, генерално авторите во Македонија, писателите не се некои големи богаташи, немаат многу пари, не се многу поддржани финансиски во тоа што го работат во оваа држава со години назад, без разлика, нели, на политичките системи и партиите на власт. Тоа е генерално таква ситуацијата во културата, самите знаете, следите со Добре, можеби малку ќе навлеземе повеќе во тоа и за Друштвото на писатели, но да се задржиме сега малце на фондацијата. Интересно е зошто Славко Јаневски токму сега. Славко Јаневски беше дел од оние писатели кои се илустрирани и таа илустрација не е завршена. Дали вие нешто еве ќе превземете преку фондацијата и во врска со тоа? Во секој случај ќе го побараме официјално досието на Славко Јаневски со помош на неговото семејство. Морам да кажам дека имаме извонредна соработка со семејството на Јаневски и во консултација со правни лица, со адвокати, ќе видиме што може да се направи околу тоа. Да се надоврзате малку повеќе, дали е таа поврзана со овие дела негови кои сакате да ги издадете? Тоа е повеќе политички чекор. Таа илустрација беше, знаете, целата изместена и многу лошо водена. Не, значи нема илустрацијата врска со неговото творештво. Повеќе, кажам, јас сум многу возбуден околу тоа што ние ги добивме правата да го преобјавиме првиот македонски роман. Јас него го викам заборавениот прв македонски роман. Тоа е Село за 7 јасени, објавен 1952 година. И како доаѓа тоа 65-6 години по неговото единствено издание, ќе доживее второ издание во Македонија и Македонија ќе го добие поново првиот роман во своите библиотеки, во своите и ќе биде достапен до пошироката јавност. Славко Јаневски се откажа од тој роман. 65-та година го објави романот Стебла како некоја втора верзија на Село за 7 јасени и сакаме да објавиме едно капитално, тврдам капитално дело, кој двата романа ќе бидат ставени во една книга и ќе може да се спореди кои се тие разлики поради кои Јаневски се откажал од првиот роман. Тоа ќе биде проследено со неколку коментари од наши стручни лица. И мислам дека ќе биде многу важна книга и за читателите, но и за проучувачите на македонската литература. Малку контрадикторно, зошто Славко Јаневски сам од себе ја забранил оваа книга? Па, значи, има многу шпекулации, многу приказни, многу теории на заговор. Значи, Село за 7 јасени е роман за колективизацијата од после Втората светска војна. Една од теориите е дека писателот тука ја брани колективизацијата, бидејќи во тоа време беше политички опортуно да се брани таа колективизација. Меѓутоа, таму во средината на 50-тите, кога се прогласи за контрреволуционерна колективизацијата, испадна дека тој роман не е баш политички коректен. Тоа е една од теориите, па затоа наводно Славко го преработил во политички покоректниот Стебла. Има една од верзиите дека наводно било плагијат на Шолохов.
има разноразни верзии, меѓутоа не може да се проверат бидејќи книгата ја нема. Така, сега ќе може веќе Сега ќе книжевни може, теоретичари да значи, се еве занимаваат дека- со ова, да. Да. Дека видат и ќе биде на увид ставена и ќе може и релевантно да се види за што станува збор. Моje лично убедување, значи Славко има негде 22-3 години кога го објавува Село за 7 јасени. Моje лично убедување е дека тој ја повлекува книгата затоа што му се чини дека не е доволно зрела. Дека е многу стилистиката е на некое, како да кажам, на некое ниво на втиквешко негде в некое село. Да, таа тоа што била актуелна лирика ниво, некако, ако да. смеам јас така да кажам. Тој многу длабоко влегува во романсиерскиот занет. И за разлика од Село за 7 јасена, Стебла е, например, стилистички многу посилна, со многу појака лексика, со некои нови зборови и така натаму. И мислам дека тоа му бил во суштина главниот мотив да го преработи романот. Така, сега рековме Славко Јаневски се смета дека било опортун тука сам кон себе. Катерина Богоева, што сметаш ти, дали следејќи културата со години како најсилните пери утрински весник, како еден од најрелевантните медии за култура според мене, заедно со Звезда Георгиевски, дали исто писателите кај нас покажаа еден известен опортунизам во минатиот период кој го живеевме, политички, општествен, не ги гледавме често во јавност, не се произнесува околу некои важни национални прашања, политички прашања, па еве ако сакате никогаш не се случи некој писател да ги одбрани, зборувам за бевме сведоци на шарена револуција, бевме сведоци на протести постојани, на студентски протести. Што е проблемот со дали нашите писатели вака тие треба да бидат релевантни интелектуалци кои би изразувале известни ставови? Што сметаш ти, зошто се однесуваат така опортунистички? Па не знам, овој период кој што го живееме е навистина со драстични промени комплетно во општеството, меѓутоа писателите се уште сакаат да бидат заштитени, да живеат нели во вака малку по-затворени нивни светови, мада има луѓе кои што од време на време нели покажуваат храброст. Например, Димитар Башевски во време кога беа исфрлени новинарите од собрание, се сеќавате на тој голем драстичен момент, тој даде отказ во Друштвото на писателите на Македонија, се повлече таму и тоа беше еден чекор кој што многу ретко се среќава. На Балканот има, нели во другите држави мислиме писателите се похрабри, прават поголеми чекори. Такви и ги исправаат луѓето пред сознанието дека писателите не пишуваат само некои измислени нешта и служат нели за бегање од стварноста, дека се соочуваат со стварноста, кое што се случува токму сега, токму овде. Јас мислам дека младите се многу храбри, дека оваа генерација што излезе во последниве, еве и Давор и Петар со нивните романи, покажуваат поголема смелост и храброст и освен што брзо ги живеат своите животи, побрзо размислуваат и брзо реагираат. Така да, на моментот дека ќе се затвори утрински весник, дека ќе нема роман на годината, први реагира и први до мене даваа своји коментари и беа младите автори. Многу ретко некои од тие стари кои што поминаа низ културна редакција во утрински сме им правиле интервјуа, сме ги консултирале за одредени процеси, давали изјави. Ретко и ваквите моменти како што е згаснување на медиуми во државата, немање страници за култура на трафиките кои што ќе третираат покриени со маркетинг. Кои ќе третираат проблеми од култура во Македонија. Или со некролози уште полошо. Како да не ги засега, имаме мал број на македонски весници на трафиките, имаме голем број на весници од странство и тоа најголем дел се забава весниците, нели? Никој како да не се соочува со фактот дека ова што сега се случува, што немаме добри и многу емисии од културата на телевизиите, што немаме многу весници, кои што немаме весници со страници за култура, ќе се одрази и веќе се одразува и на оваа популација што сега се образува и се гради како иден консумент и креатор на културно живење
понатаму. И тоа е многу голем проблем. Мислам, тоа е проблем не само на луѓето во културата, тоа треба да се замислат сите луѓето кои што работат и извршуваат значени политички функции, општествени треба да функции. се завземе став за тоа, именно и ве прашав ова со Звездан ќе се надоврзаме сега, велиме годинава предлог буџетот за издаваштво е 95 милиони денари. Тоа се некоја релативна сума која не знам што дали е доволно оптимална, меѓутоа ајде да се задржиме на фондацијата. Како фондацијата ќе успее да се одржи сега овој пат? Искрено не знам. Вашите идеи се прекрасни, имате агенда која ќе треба да спроведе голем дел од ова и како едукативна димензија и како историска димензија, но кој тоа ќе го препознае? Дали веќе имате најдувате на слух во релевантните институции, во Министерството за култура? Значи, се надевам дека државата ќе најде свој интерес да ја помогне фондацијата, бидејќи некои од работите што ги планираме, мислам дека се од извонредно значење за Македонија како држава, не само за сегментот на творештвото или за потесниот сегмент на културата, да кажем. Значи, пронајдовме едно сосема непознато филмско сценарио на Славко Јаневски, кој сакам исто да го објавиме како книга, веројатно во некој... Тоа семејството ви го предаде тој ракопис, го чувало дома? Да, работиме со семејството многу добро. И мислам дека ќе пронајдеме уште некои работи во неговата оставнина. Особено, велам, првиот роман. Објавувањето, мислам дека тоа државата би требало да влезе да го помогне или да го isfinansira тој проект. Меѓутоа, исто така, сите други проекти зависат од финансиите и се надеваме и имам верба дека македонското стопанство, македонските компании, кои се општествено одговорни. Многу се дебатира на таа тема, ќе се прават интервенции во законот на овие нацрт дебати што ги правеше, ги организираше Министерството за култура, токму се алудира многу за ова. Тие треба да бидат стимулирани, зошто инаку би биле да бидат препознаени како имидж во општеството, тоа е, не знам колку има свесност за тоа. Значи, во Македонија од формирањето на независна Македонија, значи од 91 година навака, вложувачите во спорт се ослободени од плаќање данок на тие пари што ги даваат во спортот. Имаше и порано иницијативи да бидат ослободени од и тие што плаќаат во културата, меѓутоа никогаш не помина нас во собрание. Таа иницијатива се гласаше, меѓутоа не беше изгласана, што покажува дека нашите пратеници или нашите политичари се многу по-фудбалски расположени или, како да кажам, нозете им се по-важни отколку она што е во главите. Се надевам дека овој пат ќе успее, меѓутоа и надвор од тоа дали ќе бидат ослободени од данок или не. Обштествено одговорните компании вишок од средства би требало да го враќаат назад во општеството од кај што им го добиле. И многу од компаниите тоа го прават. Реално гледано, романот на годината беше цело време финансиран од некои компании. Значи, се надеваме дека ќе биде повторно препознаена ова општествено корисна дејност што ќе вршиме ние и се надеваме дека компаниите ќе ни помогнат во остварување на нашата програма. Бидејќи таа ќе зависи најмногу од тоа колку пари ќе добиеме од донаторите. Така, министерот за култура најави формирање на агенција за книга, така наречам. Што мислиш, Катерина, за ова формирање на агенции сега? Дали тоа ќе биде поефективен начин на решавање на проблемите и ќе може полесно административно да оди сето тоа како проекти, како издршки, можеби еве и да во дослуг со спонзорите? Мислам дека е добар потек заради тоа што и во областа на издаваштвото има многу работи, како што во областа и на филмот со години наназад. Многу се ложеа многу проблеми, се појавува многу лица, многу пари се врта и така натаму. И во издаваштвото имате сега многу издавачки куќи, многу автори што имаат издавачки куќи, многу муабети околу тоа кој кому дал и зошто му дал пари, кои се комисиите Министерство за култура. И мислам дека тој поток секогаш има некој негодува, секогаш има незадоволен. Секогаш кога излезе из резултатот од годишната проба кога ќе се објави, се објавуваше вајда се во Нова Македонија ќе се објави у двата весника Слободен печат, ако оди. Секогаш имавме другиот ден реакции, имавме жолчни муабети, кој кому дал пари, кој министер, која комисија.
Мислам дека тука треба да министерот за среќа има големо искуство и во издаваштвото, знаеме, ги знае тие работи. Ако ги слушате голем дел од издавачите, ќе мислите дека тие не можат да преживеат. Меѓутоа, Но устов печаток не е дека таков. немаат пари да преживеат, ние со години наназад се соочуваме со фактот дека голем дел автори отвараат издавачки куќи, тераат лични бизниси, семејни, и тоа добро иде, што не е лошо, мислам, да отворите фирма која што издава книги, продава книжарници, да отвори. Меѓутоа, во едно интервју, например, Матеја Матевска ми рече дека многу е лошо што во Македонија авторите имаат своји издавачки куќи, дека тука веќе се студираат интереси, пријатели, колеги, деца што имаат. Така да и тој проблем со издаваштвото и во таа сфера може да таа агенција да го расчисти, ако мисли министерот Аладјозовски да се фокусира и на расчистување целосно на наталожените проблеми, а ги има. И во друштвото на писателите се знае дека голем број од луѓето од време на време посочуваат на одредени проблеми. Не знам, да се надеваме дека има еволуција во тоа како да го наречеме, на злоупотреба политичка постојана во континуитет со сите сегменти во културата. Ајде да се потсетиме малку, Звездан, се сеќаваш на оној проект за капитално издание што се случи 2008 година. Едноставно ние сме тука сведоци на апсолутно промашување или можеби кражба, тоа веќе не знаеме до крај како отиде, што се случи. На голема врата беа најавувани капитални дела, од кои речиси ништо не излезе. Што со ваквите состојби? Тука се потрошени многу средства. Од каде тие средства? Пари има, сепак наши не парите. Тоа е, значи, токму тој пример покажува, ако таа агенција за книга добро се осмисли или тој проект добро се направи, токму преку овој пример може да се види. Бидејќи министерот без оглед на се било кој да е политичка фигура. И тој е, значи, човек кого го именува партија. И тој спроведува некакви политики на партијата. Таа агенција би требало да биде некоја еснавска, која ќе треба да спроведе еснавските интереси, а не политичките интереси. Катастрофална грешка по мене беше што Министерството за култура во изминатиот период ја презеде улогата на издавачите и улогата на творците. Она стана најголемиот издавач во Македонија, со што директно наштети на издавачката дејност. Бидејќи таа е најмоćниот издавачете стана, значи таа има пари за хонорари, таа има пари за преводи, таа има пари за убави изданија со тврди корици и така натаму. И направи целосно нелојална конкуренција меѓу издавачките куќи. Тоа е во ред да се прават такви, ако постои интерес или ако е моментот на времето да се прават такви проекти, меѓутоа тоа е носител треба да биде една издавачка куќа или неколку издавачки куќи кои ќе најдат интерес да го направат тоа. Државата треба да препознае дали е тоа во ред да го помогне или не е во ред да го помогне. А не државата да предлага кои наслови ќе бидат, кои автори ќе бидат, кои преведувачи ќе бидат и така натаму. Тоа е сосема авторитарно и невкусно решение за една демократска култура. Така, вели Миленко Јерговиќ во едно интервју дека така наградите колку сами по себе на писателите дека ништо не им значат, ниту па сами по себе имаат какво било значење. Јас не би се согласила со тоа, зашто би била таа компетиција некаква лојална, ако е тоа така. Меѓутоа, веројатно повеќе мислеше на тоа дека, еве, конкретно има и други награди државни што се доделуваат книжевни кај нас, во Друштвото на писатели, па многу често со години се провлекуваше дека исто оди на овој принцип на миленици на кои сега оваа година ќе добиеш ти, па другата година ќе добиете. Како успевате вие во роман на годината во Утрински вестник да се избегне ова заради анонимноста на ракописите и така натаму? Како успевате? Како успевавме? Да. Мене ми е криво да биде на вистина релевантно и да биде во правите раце. Мене ми е криво што го нема Утрински, роман на годината ќе тече, ама ќе го нема во таа форма. Ние ќе имаме награда која што ќе се вика Славко Јаневски. Се надевам дека енергијата која што е создадена во државата ќе продолжи понатаму
и дека исто така од целиот простор во Македонија, од сите оние кои што пишуваат на македонски јазик, ќе добиваме дела кои што ќе се надпреваруваат за наградата Славко Јаневски. Како успевавме, беше многу добро направен системот од почеток. Јас сум од почеток во Утрински, меѓутоа Звездан ги знае добро првите 10 години кога беше уредник и тој беше член на жири како и јас. И мене ми беше драго што остана до крајот, последната награда ја доделивме во април на Давор Стојановски, остана до крајот, барем така до нас стигнува реакциите, а и луѓето веруваа во наградата, мислењето дека оваа награда не може да се добие со големи мучки, како што, со големи подмитувања и така натаму. Тој ја гледа работата од друга страна, меѓутоа е многу битна наградата, се уште кај читателската публика. Прашете ги издавачите. Мислам, беше повеќе мавитот како Боб Дилан ја одби наградата, го одби Нобеловата награда и беше прашањето зошто дали Јерговиќ истото би го сторил. Тоа беше повеќе колку може да биде голем како Дилан. Ама и тука се веќе сензибилитети. Боб Дилан е голем фраер, мислам. Голем фраер, да се разбираме. Ама има и други кои што одбиле наградата и не биле толку така. Големи фраери кои што сметаат дека не, тако сладки се наградите во секој случај. Не им е битен во тој момент од животот, меѓутоа значат. Мислам, тоа не може никој да го убеди дека Јас сум убеден дека например Папокот на светот на Венко Андоновски или разговор со Спиноза на Гоце Смилевски немаше да доживее онаков бум или да доживеат ако не беше роман на годината. Дека ние, значи, таа награда ги проби во јавноста и меѓу... Не дека романот го прави подобар или полош, романот е тој кој е, но релевантноста, валоризација на трудот е нешто што е... Многу е важно воспоставување на критериуми. Така. Во Македонија немаме критериуми. Констатиравме, нема културни рубрики, нема рецензии, нема релевантни процени на творештвото. И оваа награда, кога е формирана 99-та година, романот македонски беше на многу ниски гранки. Јас верувам дека оваа награда направи многу за квалитетот на македонскиот и квантитетот и квалитетот на македонскиот роман. И значи воспоставивме критериуми по принцип можда сме единствена награда од овој тип награди во Македонија кај што е 5 члено жирито. Не е 3 члено. Значи, во Друштвото на писатели на градите Рациново признание се 3 члени жирија. Во 3 члени жирија, друго е тројца од жирито да кажат да, ова е најмалку тројца, ова е вака. Потоа се трудевме секогаш во жири комисијата да има различни генерации на автори и различни, ако можам така кажам, друштва. Различни, значи, да не се дружат многу меѓу себе и да не бидат многу слични во својата поетика во творењето, што подразбира дека веројатно повеќе заради се дружат. разновидноста, да. Значи, да бидат од различни стилови, да има секогаш еден критичар литературен минимум меѓу писателите, да има некој поет, да има со различни вкусови. И тие кои ќе се согласат дека е ова добро, тогаш сме релативно посигурни дека тоа е навистина добро. И затоа мислам дека таа награда успеа да си го задржи дигнитетот. Второ, Утрински весник не беше издавач на книги, не се бавеше со литература на тој начин, на издаваштво. Јас како член од редакција во првите жирија не пишував книги, не објавував литература. После мене беше Манчо Митевски член на жири исто така. Кате Богојла исто така. Ние и весникот и ние немавме никакви лични интереси од таа награда. Не може неизбежно кога се зборува за наградите да не се зборува и за фестивалите книжевни кои ги имаме сега. И да почнеме од најголемата наша книжевна манифестација. Имаше еден чуден транзитен период оваа година кога се бираат членови на управен председател, па беше Дарко Лешовски, па потоа тој се откажа. Како го коментираш ова, Катерина? Па не знам, Дарко Лешовски исто така влезе во новинарството и низ Утрински весник. Јас бев изненадена од потегот дека тој беше предложен за да биде председател, меѓутоа да биде председател на управен одбор. Не затоа што е млад, меѓутоа мислев дека нема да влезе во тие води толку рано, затоа што он е стварно добар автор
што му беше него личната мотивација за да влезе. Тој беше предложен, Да. не самиот не сакаше. Како што позлорече. Јас мислам дека него го симна Фејсбук и дека на друг начин тоа да се изменаџираше, тој немаше да се откаже и немаше тоа така да заврши. Затоа што ако следевте летоска што ако сте на Фејсбук, што се не излезе во тие денови, каква одбрана, какви напади, малку од луѓето го бранеа, ако можам така да кажам, многу го напаѓаа, му се вадеа од контекст во контекст, се играше, се ги правеа разни комбинаторики со неговите изјави. Сметам дека тогаш да Министерството, оние кои што го предложија да направи една сериозна пресконференција, на таква пресконференција да го скажеа неговото име, да го образложеа зошто е тој со неговата биографија, тој да излезеше дека на друг начин ќе одеа работите. Ова беше Фејсбук приказна. Така. Беше некој радикален прекин, мене ми се чини како радикален прекин на тоа што подразбираше претходно Струшкевичи на поезијата во континуитет да бидат председатели некој естаблишмент, некои кои доаѓа од секаде само не од нели некоја ни подразно некаква underground или да речеме условно помалку популарни, не етаблирани, не блиски до власта и веднаш дојде како Рес и Дарко Лешевски. Можеби прерадикален чекор беше во прашање. Звездан ти полемизираше на оваа тема и на Фејсбук, дури во еден текст кај нас тука во Макфакс. Каков е твојот став? Секако треба да добија нов имидж. Здодевно е тој мој став. Здодевно е читање песни на мост. Мислам дека ако тоа 61-а, 2-а, еве 60-тите години, што ја знам, нешто било важно за македонската национална култура или за македонското национална самосвест или за некакво самодокажување дека ние сме културна некоја средина која можеме да имаме таква некоја работа. Во 2017 година тоа е толку депласирано, никого ни во светот не го интересира, ни овде кај нас не го интересира. Значи, Струшки вечери, јас ги следав како новинар долги години. Имаа своја публика, значи, голема публика, не мала, кога беше Гинзберг, например, тоа беше као рок звезда да дошла на некој концерт. Последните години немаше публика, а имаше добри поети. Значи беше Маргарет Етвуд, например. И ја промашивме онака, ја испуштивме од расе. Само од тие причини што не можеше да се направи еден исчекор и да се привлече публиката да го види тоа. Јас со Лешовски имам да го предложат, често разговарано за манифестациите културни воопшто, и го знаев неговиот радикален став по ова прашање. Значи беше прилично радикален и мене ми се стори прилично добро еден радикален негатор на една манифестација како што е СВП да биде нејзин управен одбор, па да видиме што тој ќе направи тука. И за жал ете, Фејсбук го симна. Фејсбук го симна. Пригоре во жилбата, Фејсбук го симна. Дали Фејсбук има толку големо влијание, поголемо од медиумите, веројатно дека да во овој момент. Да, во оваа област писатели, издавачи, да. бидејќи голем дел и од младиве автори ми се нели мене пријатели на Фејсбук и преку наградата, гледам дека има големо влијание и ми е драго што на пример од таа област, значи или нашиот круг па на луѓе кои ти се пријатели и ги следиш на тој начин на станите. Многу таму работите интензивно, се случуваат секои нови книги кои што се објавуваат и се коментира. И веќе имаш увид секој ден дека некој нешто ново напишал, ќе пишува дома, става дел од неговите раскази. Многу инсистираме на таа колективна меморија, на тие записи наши некакви генетски, постојано за тоа се зборува. А имам впечаток дека секој чудо е за 3 дена, дека овде се забораваат многу големи болки на општеството, се забораваат многу брзо, можеби баш така за 3 дена. Дали така сметаш, Звездан? Апсолутно. Значи, каков е тој феномен? Одамна покажуваме дека социолошки дека имаме меморија на златна рибка, знаете, ако златната рибка колку таму 3 минути колку памти на парчиња, ако велат ако 3 минути умира, таа умира цел живот. А ако 3 минути е најадена, таа е најадена цел живот. Ако е 3 минути гладна, таа е гладна цел живот. И кај нас отприлика во Македонија тоа трае така на некои
на некои циклуси. За жал, не ги памтиме некакви добри периоди, ги памтиме главно лошите периоди, а и главно и лоши периоди ги имавме. И што ја знам, токму и тоа е значи една од идеите на фондацијата и затоа е името Славко Јаневски. Затоа сакаме да го преобјавиме тој прв роман без оглед на било што, тоа е наш прв роман. И не треба да го заборавиме. Буквално, значи, јас го нареков заборавањето прв македонски роман. Ние заборавивме многу работи од културата, од било што. Немаме, значи, ги спуштивме рамењата на кои треба да стоиме. Секоја генерација почнува од нула. Секој почнува од себе. Значи, никој не се подпира, а тоа е страшно, тоа е лошо ако немате врз што да се подпрете и да доградувате и да надградувате. Ако почнувате повторно, секој 3 минути, што велам, као златна рибка.